Најави за денешните настани. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид тече со засилена динамика. Овој месец ќе почне да се гради колекторски систем во Трпеица. Маркетите треба да ги означат домашните земјоделски производи за да се разликуваат од увозните. Второ хуманитарно пливање на Томи Стефановски во Охридското езеро за поголема инклузија во спортот. Антивладините демонстранти се судрија со полицијата на протестите во Нови Сад и Белград. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со максимална дневна температура до 32 степени. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе преовладува претежно ведро и топло време со појава на локална облачност. Во петок над централна, северна и североисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со дневни температури кои што се во границите на повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 36 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 35 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и посвежо со дневна температура која што ќе биде во опаѓање. Ќе дува до умерен североисточен ветар. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во недела ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимална температура до 31 степен. Во попладневните часови се услови за слаб локален дожд. Во понеделник умерено облачно со сончеви периоди и во попладневните часови се услови за слаб локален дожд. Утринската температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Ниту едно село и населено место нема да остане одсечено, смируваат надлежните по поплаките на жителите на општина Дебрца кои со изградбата на автопатот Охрид-Кичево немаат пристапен пат. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид тече со засилена динамика. Крајниот рок останува крајот на идната година. По поплаките на жителите на селата во Дебрца кои со изградбата на автопатот Охрид-Кичево останаа одсечени без пристапни патишта, надлежните смируваат. Ниту едно населено место нема да остане без пристапен пат. Во првичниот проект не била предвидена конекција на 15.000 жители кои гравитираат на потегот, но веќе се проектирани и започната изградба на 16 надпатници и подпатници. И нема да има село или населено место на овој потек кое што нема да е споено или директно на автопат или со пристапен пат на најблиската точка каде што може да се приклучи на автопат и само кога сето тоа ќе е завршено ќе се пушти во функција и овој дел. Иначе доколку работевме само на главната траса, тогаш можеше и кога се отвараше горниот дел од патот да се отвори овој, но тоа ќе значеше 15.000 луѓе одсешени и затоа решивме да тука дадеме малце повеќе време со цел да луѓето добијат пристап. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид тече со засилена динамика, се градат надвозници, се асфалтира, се поставуваат бетонски греди и еластична ограда. Да напоменам, а вие самите гледате, дека од Климештани па се до Охрид, значи активно се работи скоро на секој метар. Има огромен број на механизација, као невидено до сега, многу изведувачи, многу подизведувачи, сите заедно сме сплотени за да може ова делница да ја пуштиме што поскоро. Заврши изградбата на надвозникот кај клучката на Подмолје, а веќе интензивно се асфалтира втората лента од Климештани до Охрид. Изградбата на автопатот Охрид-Кичево започна во февруари 2014 година. Проектот имаше бројни недостатоци и застој со години. Последниот рок за негово конечно пуштање во употреба е крајот на идната година. Премиерот Христијан Мицкоски денеска, одговарајќи на новинарско прашање, изјави дека во селото Трпејца овој месец ќе почне да се гради колекторски систем. Тој е поделен во две фази. Колку што јас располагам со информации, првата фаза е пречистителната станица и двата делови од двата цевковода, потисниот и одводниот. Па потоа имаме препунтна станица и останатиот дел од овие два цевковода во втората фаза. Така што тоа што беше дадено ветување за Трпејчани ќе биде реализирано од втората половина на август, веќе се воведува фирмата изведувач во работа. До маркетите ширум државава се дистрибуираат ознаките за домашни земјоделски производи и нивни преработки во кампањата Македонско најдобро, нашата традиција, наша гордост. Се подготвува и дигитална платформа и мобилна апликација преку кои граѓаните ќе можат да се информираат кои производи им се достапни најблиску до нив и по кои цени. Целта е да се направат домашните земјоделски производи повидливи за купувачите и со нивното купување да се зајакне домашното земјоделско производство.
За брзо време купувачите во маркетите при купување ќе знаат дали земјоделските производи или нивните преработки се домашни, македонски или од увоз. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е во фаза на доставување ознаки до маркетите ширум државата за обележување на домашните земјоделски производи и преработки во рамки на кампањата Македонско најдобро. Кампањава примарна цел е да имаме јасна раздвоеност или видливост на тоа што значи домашно македонско производство и она што значи од увоз. Самиот потрошувач да биде ставен во една ситуација да може да бира. Целта на кампањата е да го подкрепаме домашното производство, како што споменав, затоа што сепак сметам дека имаме квалитетни земјоделски производи кои што треба да бидат ставени на располагање. Верувам дека и вие ако појдете во маркет нема да знаете кој домат е од Македонија, кој е од увоз или некој друг земјоделски производ, да не именувам, затоа со оваа кампања, со овие означувања, овие означувачи на цени, односно на производ, веќе ќе граѓаните бидат ставени во избор. На дигиталната платформа македонско најдобро.мк тече пријавување и регистрација на македонски земјоделци, задруги, преработувачи и продажни ланци за секој еден граѓанин да може лесно да се информира за домашните производи. Платформата содржи интерактивна мапа каде да купам, која преку автоматска геолокација им помага на граѓаните да пронајдат домашни земјоделски производи во најблиските продажни места до нив, со можност за филтрирање по категорија или специфичен производ и нивните цени. Целта повторување на кампањата е да практично му дадеме епитет на македонскиот земјоделец кој што произведува македонски квалитетни земјоделски производи. Дополнително ефектот од кампањата се очекува да им помогнеме на македонските компании кои што работат преработки на земјоделски производи, бидејќи тие компании вработуваат наши сограѓани кои што земаат плати и ги хранат своите семејства. И трето и најважно е да ја раздвижиме домашната економија, односно парите кои што ги трошат граѓаните да останат во нашата домашна економија, која што практично ќе значи заокружување на целиот процес. Во скоро време ќе биде ставена во функција и посебна мобилна апликација која ќе овозможи уште полесен пристап до информации за домашните земјоделски производи и преработки. Второ хуманитарно пливање на Томи Стефановски во Охридското езеро за поголема инклузија во спортот. По повод одбележувањето 16 години од препливувањето на каналот Ла-Манш, македонската пливачка легенда Томи Стефановски денес преплива 16 километри во Охридското езеро, од Пештани до црквата Канео па назад до Охридското пристаниште. Овој јубилеј Стефановски го посветува на подигнување на свеста и креирање подобри услови за лицата со атипичен развој и инвалидизираните лица во спортот и физичкото образование да уживаат во благодетите од спортот и да имаат поисполнет живот, вели Стефановски. Едно од најголемите достигнувања во кариерата на Томи Стефановски е препливувањето на каналот Ла-Манш на 14 август 2009 година. Во организација на општина Охрид синоќа во Велгошти се одржа традиционалната манифестација Вечер на Чинго, посветена на големиот македонски раскажувач Живко Чинго. Синоќа во село Велгошти се одржа културната манифестација Вечер на Живко Чинго. По традиција беше врачена истоимената награда на авторката Дијана Петрова, чиј расказ Ми за Навим беше избран за најдобар по претходно распишаниот конкурс на општина Охрид. За значењето на манифестацијата Живко Чинго обраќање имаше Ана Крстеска, заменик градоначалник на Охрид. Преку манифестацијата Вечер на Живко Чинго ја покажуваме нашата вековна определба, делото на големиот раскажувач и книжевник за секогаш да биде запаметено во колективната меморија на Охрид и Македонија. Со вечерашно чествување исполнуваме само мал дел од обврската кон сите великани кои оставиле културен и цивилизацијски белег во милениумската историја на Охрид и Македонија, а Живко Чинго е во самиот врв. На конкурсот за најдобар расказ, што во чест на Живко Чинго секоја година го распишува општина Охрид, расте конкуренцијата и во бројот на пристигнати раскази и во литературниот израз, што покажува дека неговиот лик и дело се слават на најсоодветен начин. Секоја година се раѓа некоја нова пасквелија напишана од перото на некој млад Чинго, што е доволна потврда за почитта што ние како народ ја оддаваме кон него, рече Крстеска. Настанот помина во знакот на 90 годишнината од раѓањето на Живко Чинго и по тој повод беше промовирана книгата Наградата Живко Чинго од востанувањето до денес, дело на Милчо Јовановски.
Книгата е ретроспектива на збиднувањата поврзани со културната манифестација Вечер на Чинго, незините почетоци, прекинувањето и повторното продолжување. Во книгата се сместени сите досегашни првонаградени раскази и имињата на нивните автори. Пред споменикот на Чинго, во атарот на црквата Света Петка, се поклонија и положија цвеќе бројни делегации. Лишени од слобода возачи во Струга и Струшко управувале возило под дејство на алкохол. Против нив ќе биде поднесена кривична пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување моторно возило. На 13 август 2025 година во 3 часот и 10 минути на улицата 15 корпус во Струга, полициски службеници од ОВР Струга лишиле од слобода 21 годишен струженец кој управувајќи патничко моторно возило Форд со струшки регистарски ознаки бил учесник во сообраќајна незгода помеѓу неговото и патничко моторно возило Туран со струшки регистарски ознаки управувано од 62 годишно лице од Вевчани. По преземени мерки, полициските службеници констатирале дека лицето од Струга возилото го управувало под дејство на алкохол, односно му биле констатирани 1,72 промили алкохол во крвта, пошто веднаш е исклучен од сообраќај и против него ќе биде поднесена кривична пријава. Исто така на 14 август 2025 година во 1 часот и 55 минути на магистралниот пат Струга-Ќафасан лишено е од слобода 29 годишно лице од Струшкото село Радолишта. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Струга сопреле патничко возило Голф со струшки регистарски ознаки, што тој го управувал и при тоа констатирале дека возилото го управувал под дејство на алкохол, односно му биле констатирани 1,63 промили алкохол во крвта. Тој веднаш е исклучен од сообраќај и против него ќе биде поднесена кривична пријава. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Имајте пријатен ден.